Добро утро, ја следите утринската програма на Телма. Случаите на младите Леонид Индов и Јани Иванов деновиве ја брануваа јавноста и отворија неколку прашања. Колку живееме во цивилизирано општество и колку Македонија е навистина социјална држава, како функционираат институциите, но и на дело ја покажа хуманоста на македонските граѓани. Ова само како повод и најава на денешното гостување на заменик народниот правобранител Јован Андоновски. Едно од прашањата кои ќе ги третираме, почитувани, но ќе ги отвориме нашите линии телефонски и за други ваши јавувања за сите проблеми со прекршување на вашите граѓански права со кои се соочувате. Му велам добро утро и добре ден на Андоновски. Добро утро. Народниот правобранител на некој начин се инволвираше во случајот на Леонид Индов и на Јани Иванов. Што направивте, докаде ситуацијата според вашиот аспект на наблюдување на нештата? Знаеме дека детето е во Виена, но докаде е институционалната грижа како држава за него? Така. Значи, се беше иницирано од една средба со таткото на Леонид Индов, кој што побара наша помош заради тоа што веќе неколку месеци чекал на конзилијарно мислење од страна на клиничкиот центар во Скопје. Му дадовме правна полука како да го срочи барањето, што тоа треба да содржи, и веднаш потоа доби повратно одговор, конзилијарно мислење, во кое што беше упатено лицето Леонид Индов на лекување во странство заради тоа што и се исцрпени можностите во Македонија за негово лекување. Претходно беше дебатата околу терминологијата. Да. Комисијата рече дека станува збор за рехабилитација, а не за лекување. Да, тоа е нивното толкување, иако во конзилијарното мислење подпишано од специјалисти и субспецијалисти при клиничкиот центар стои експлицитно лекување на Леонид Индов. Таквата терминологија се користи и во оригиналните документи кои што се добиени од австриската клиника. Заради тоа што во случајов станува збор за посебен лекарски третман, кој што ќе треба да му овозможи на Леонид повторно да може самостојно да научи да диши. Лекувањето е проследено и со терапија, кое што треба да му овозможи функционалност, повторна функционалност на организмот, односно на екстремитетите и на говорот кој што тој во моментов ја нема. Станува збор за делумно и живото загрозувачка состојба и при тоа сметам дека ниту еден од овие аспекти кои што ги спомнав не се земени предвид, туку анблок е отфрлено барањето на Леонид. Сега треба второстепената комисија да се Сега треба второстепената комисија да се произнесе. Очекувам дека детално ќе ги прегледаат сите документи кои што се доставени и во барањето, но и во жалбата која што е доставена, подготвена од стручни лица, адвокати, кои што се доста упатени во таа проблематика, и дека овој пат ќе се произнесат малку поинаку од она што претходно. Во меѓувреме чувме најава од новиот министер за здравство дека се планира центар за рехабилитација за третман на такви пациенти по изборите, меѓутоа сето тоа е оставено за некои други ремиња. Во моментов Македонија не може да им помогне на пациенти со таква состојба овде. И поради тоа треба да ги пратиме и да ги лекуваме во странство. Токму така, затоа што човечкиот живот е во прашање, човечкиот живот и добробит се загарантирани со Уставот и при тоа мислам дека треба да се дава малце послободно и пошироко толкување на правните норми, затоа што кога станува збор за човечки живот, без разлика дали станува збор за дете, млад човек или повозрасно лице, треба државата да преземе се што е во нејзина моќ за да го спаси тој човечки живот. Сега реков, случајот на Јани Иванов и Леонид Индов за кој по-детално зборувавте е само повод за денешнава тема, а тоа е правата на граѓаните на здравствена заштита и здравствено осигурување, за кој верувам добивате голем број представки. Во последниот извештај што го имате за 22-та, уште го нема за 23-та, патем кога треба да биде? Во изработка е финална. До крајот на овој месец веќе истиот ќе биде финализиран и доставен до собранието. Кои се новите бројки во однос на овој дел представки, број на здравствена заштита? Се жалат ли граѓаните многу? Континуирано е бројот. Значи истиот бројот на представки, меѓутоа верувам дека свесноста кај граѓаните по однос на можноста да го искористат услугите на народниот правобранител во заштита на нивните права во делот на здравствената заштита, сега ќе стане поголем и дека ќе очекуваме и поголем број на представки. Инаку, општата слика во моментов
Заклучно со вчерашниот датум, ние веќе ближиме на кај 700 представки. Денеска очекувам таа бројка да ја надминеме, што е своевиден рекорд на број на примени представки во институцијата години на. На што најмногу се жалат? Од овој корпус на права? Во моментов најголем дел на жалби се однесуваат на личните документи, проблемите кои што ги имаат граѓаните со личните документи, за кои што и Народниот правобранител во текот на минатата недела одржа еден брифинг со медиумите, пресконференција на која што ги образложи значителниот дел од проблемите со кои што се соочуваат граѓаните и каде Народниот правобранител може да се вклучи да помогне. Очекувано е во овој период да бидете преплавени со представки што се однесуваат на вадењето на личните документи, бидејќи заглавивме со пасошите. Да му дадеме збор на првиот гледач, па ќе продолжиме со разговорот. Во програма сте, кој се јавува и што е проблемот? Да слушаме, повелете. На телевизија, значи, сум вклучена сега? Да, повелете. Добро. Ја имам прашање во тимот правни работи, едно прашање сега. Дали може да ми одговорите адвокатот? Ајде, прашајте. Заменик народен правобранител. Повелете. Ние имаме купено земјиште од собственици до 1954 година. И меѓувреме, ние го владееме тоа земјиште, а се појавија едни тука од комшите, ни го зедо дел од нашето земјиште, ни го зедо и меѓувреме изградија и објект. Ние кои се моите права да ги заштитам, бидејќи ние сме собственици, сме платили данок на имот, сме плаќале додека го не име уште приватизирано, се води сега на Република Македонија. Така, вие сте имале владење, не собственост, според ова што го кажувате. Само би сакал да ве прашам доколку знаете дали земјиштето кое што било купено 1954 година некогаш било судски спроведено, затоа што бил собственик. Ние сме купиле од собственици која било регистрирано земјиштето на нивна собственост и плаќале тие данок по преведувањето судски на нас и ние исто почнавме да плаќаме данок и данок на имот. А овие си го приписале во катастарот пола од земјиштето 620 квадрати на нивно име. И меѓувреме изградија објект. Сега ја ги барам моите права, дали имам право да поднесам кривична пријава или тужба, нешто. Доколку сте во можност, запишете го мојот телефонски број, да се слушнеме во текот на денот, ќе дојдете со целокупната документација до кај нас во нашите канцеларии да ги разгледаме. Кој е број? 075 402 545. 545. Да. 545. Да. И благодарам. Молам. Добро, еве, иако рековме дека централна тема ќе видат граѓанските права од корпусот на оние права што се однесуваат на здравствената заштита и здравственото осигурување, имотно-правните односи се постојано жешка тема кога станува збор за Народниот правобранител. За жал, постојано жешка тема, се уште околу 4000 предмети за денационализација не се решени, над 80.000 предмети не се решени во делот на легализација или приватизација. Загрижувачки бројки затоа што веќе се поминати децении од кога овие постапки се иницирани и граѓаните се уште се во правна неизвестност за тоа каков ќе биде исходот на постапките. Еве, како и овој пример, за жал, некој успел побрзо да ја заврши својот дел од постапката и доаѓа до вакви спорни ситуации. Знаеме како се завршува побрзо. 4000 рековте предмети решени за денационализација и 8000 за легализација. 80.000 за легализација. Да. Ајде да чуеме каков проблем има вториот гледач, па ќе продолжиме со разговорот. Во програма сте, кој се јавува, повелете кусо со прашање или констатација. Ало? Да, ве слушаме, повелете. Добар ден. Би сакала да поставам едно прашање во врска со Евана. Јас знам дека регулаторна комисија е одговорна за овие работи, меѓутоа има некои општи правила кои што сигурно и омбудсманот би можел да каже одговор. Например, ви даваат да подпишете договор и при тоа не ви даваат договорот подпишан за вас. Ви даваат да подпишете други документи и ништо од тоа не ви даваат. На прашање зошто не ми давате, тоа е најобичен договор како и сите договори, тоа е одговорот нивни. Дали е тоа можно да се случува во Евана, а при тоа јас сум физички,
осудена да добивам електрична енергија само од нив, затоа што сум физичко лице, не сум правно, па да може да барам други провайдери. Тоа е едната работа. Втората работа, кога би вела дека должите, вие барате добро, должам, дајте ми листинг, извод, дајте ми, значи за колку време должам и колку имам потрошено. И тоа не ви го даваат. Значи чекате 3 недели, месец дена, 2 месеца и тоа не го даваат. Дали е тоа регуларно, дали е тоа нормално и кој е начинот да се побара она што следи? Исто е по правило. Да, го разбрав прашањата, значи вака, Евана или било која договорна страна е должна на другата договорна страна да ја даде примерок од договорот или документите кои што се потпишуваат. Понатаму, по однос на вториот дел од прашањето, листинг за потрошувачка, да, исто така, на ваше барање, тие се должни да ви дадат, но доколку имате проблем, повторно како и за претходниот гледач, ќе ве замолам да се јавите на мојот телефонски број после емисијава во текот на денот, за да се договориме да ни дадете податоци ваши, ние ќе се обратиме до компанијата, за да ви ги обезбедиме потребните информации и документи. 075 402 545. Добро, преминавме од имотно-правни, од здравствена заштита на имотно-правни, па сега на потрошувачки права. Меѓутоа, јас ќе се навратам со прашањето пред да му дадеме збор на третиот гледач. Кога станува збор за овој корпус на здравствена заштита, на што најмногу граѓаните се жалат од тој дел во таа сфера? Видете, се жалат на многу работи, на многу нешта. Дел од поплаките се однесуваат на конкретно недобивањето на таа здравствена заштита од страна на Фондот за здравствено осигурување, кога станува збор за лекување или за други третмани во странство. Јас би сакал да искористам оваа прилика и да ги повикам медиумите да се позанимаваат со прашањето кому се е дадена финансиска помош за лекување во странство, вклучително и за оперативни зафати кои што може да се спроведат во државата, а при тоа им одобрени им се средства за лекување во странство. Дали меѓу нив има и носители на актуелни функции. А при тоа Фондот за здравствено осигурување да ги одбива оние баратели кои што имаат навистина неопходна помош, потреба за таква помош. Имате некое име кое? Тука ќе застанам. Оставам на медиумите да се позанимаваат со ова прашање, затоа што навистина мислам дека вреди да се позанимаваат. Меѓутоа со ова сугерирате дека има актуелен функционер кој се лекувал во странство на сметка на Фондот за здравствено осигурување, иако тој третман можел да биде изведен и во Македонија? Токму така. Името нема да го откриете? Не, ќе оставам на медиумите да добијат одговор од Фондот за здравствено осигурување. Одиме со следниот гледач во програмата, кој се јавува? Стојанче Лазов. Повелете, Стојанче Лазов, кажете, кој е вашиот проблем? Вака, значи јас бев на операција тука во 8 септември и мислам од кога се оперисав имав грешка при операцијата, па на свој трошок платив во Грција операција. Но проблемот ми стана кога се вратив комисијата што е здравствена на фондот, воопшто не ми призна ни полетувања, ни ништо, па со 300 маки имав додека се справам со работните односи. Дали може, сега кога сакам да ги тужам, не може никој ни да ми сведочи, ни ништо. Значи, во Македонија не ќе да ме оприсуват никаде после грешката во 8 септември и морав сам да заминам. Ми вика, кој те пратил, тој вика нека ти обезбеде значи услови за боледување и за се. Дали не е нарушено моето право на значи на заштита. 40 години работев и работам се уште. Така, ве разбирам совршено. Значи, само едно прашање доколку се уште сте вклучени. Дали пред да заминете на лекување во Грција, вие се обративте до Фондот за здравствено осигурување или тоа го направивте отпосле? Јас бев во Охрид, во Свети Размо, бев секаде, значи не сака после лекарската грешка не сака да ме колку пак да го ревизија да прават и значи бев принуден самостојно да си најдам
Аман што викат старите, нели? Значи формално правно, според постојната регулатива, Фондот за здравствено осигурување може да ги покрие дополнителните лекувања и третмани. Јас си платив, туку фондот ми направи проблем. Воопшто не сакаа ни болување, ни да ме пратат на бањско лекување, затоа што јас самостојно, без да трошам од државата, фактички си се најдов. Продолжувањето не сакаа да ми го направат. Аха. Добро, вие имате, предпоставам, писмено си имате обратено до Фондот за здравствено осигурување? Па имам, како не. Имате и одговори од нивна страна, така? Таму арогантно ме одбија и така. Да, би сакал да, доколку сте во можност да се сретнеме, да ги разгледаме документите со стручниот тим, за да ви кажам дали има дополнителни можности како да се интервенира. Благодарам. Добро, кога станува збор за личните документи, она што е најактуелно периодов, најавивте дека секој петок или како на неколку дена ваш тим од омбудсманот, од народниот правобранител ќе оди во посета на Министерството за внатрешни работи на пунктовите каде што се издаваат лични документи, за да види како тоа функционира. Што е, кога е последната визита и што констатиравте таму? Последниот петок, повторно тимот народниот правобранител беше во Министерството за внатрешни работи. Морам да кажам дека во тој дел соработката со Министерството за внатрешни работи е добра, дека станува збор за коректна соработка, респонзивност од нивна страна, дека кога ќе им кажеме за случаите кои што се пријавени кај народниот правобранител, се прави дополнителен ангажман од нивна страна. Во тие купишта на документи се наоѓаат личните документи, независно дали станува збор за пасоши, најчесто станува збор за пасоши, кои што после тоа се лоцираат и го известуваме граѓанинот кога и каде може да го подигне. Само за појаснување, народниот правобранител интервенира во случај доколку патната исправа или документот е веќе изработен, граѓанинот чека да го подигне пасошот или другиот документ заради итни потреби. Например, имаме неколку случаи каде што лице требаше да замине на лекување во странство, па му беше неопходна патната исправа. Или пак за случаи каде што имавме лице без родители кое што току станало полнолетно не можеше да ја прими финансиската помош од државата доколку не поседува документ за лична идентификација. Ние досега тоа се случаи на итност. На некој начин. Меѓутоа, голем е бројот на граѓани кои се фотографирале и поднеле апликација за пасош или за други лични документи уште во декември, а се уште ги немаат. Она што можеме да констатираме од правен аспект е дека секое надминување на рокот од 15 дена за изработка на документот е прекршување на правото на граѓанинот. И тука не станува збор за 15 дена, станува збор за 3 месеци. Со месеци, така е. И доколку, документот е изготвен, затоа што немаме ниту ние начин како да влијаеме, капацитетот на печатање на документи е тој кој што е објаснат веќе во неколку наврати од страна на Министерството за внатрешни работи, но имаме голем број на документи кои што се веќе изготвени, но технички не може да се достават на граѓаните, односно не можат граѓаните да стигнат да си ги подигнат. И тука има и објективни фактори, се прават големи гужви, застои на пунктовите каде што може да се подигнат документите. Понатаму граѓаните се голем дел преку денот ангажирани, дали работни или со други обврски, па кога ќе појдат таму не успеваат да дочекаат да дојдат на ред за да прашаат или да го подигнат нивниот документ. Во тој случај ние сме тука за да им фасилитираме, да им помогнеме тој документ побрзо да го добијат. Добро, кога станува збор за релацијата, спомнавте сега моментално коректна соработка со Министерството за внатрешни работи, во голем број случаи народниот правобранител наоѓа на затворена врата или на игнорантски однос од институциите. Ако се вратиме на првата тема со која ја почнавме емисијата, правата од здравствена заштита, каков е одговорот на надлежните, например, ќе се навратам повтори на оној случај кој вие го актуализирате сега, споменувате дека некој од актуелните функционери се лекувал на сметка на фондот Надвор за лекување кое може и се обавува и во Македонија. Дали вие како народен правобранител по ваша иницијатива се вклучивте во тоа и побаравте одговор од фондот зошто е дозволено лекување на трошок на државата Надвор за лекување кое се спроведува и во Македонија? Не, таква надлежност немаме за конкретниот случај. Тоа треба евентуално други органи да се позанимаваат. Народниот правобранител постапува само по однос на прекршување на одредени права на граѓанинот, а не доколку некој добил дополнителна привилегија.
Она што е ново, да кажем, во целата ситуација, изработивме еден драфт со кој што измени сакаме да ги предложиме до Фондот за здравствено осигурување и до Министерството за здравство, кој што ќе се однесува на измена на правилникот за условите за лекување во странство, со кој што сакаме да ги прошириме малку границите, маргините на тоа кои категории на лица ќе бидат опфатени во ќе имаат можност на располагање да добијат средства за лекување или третман во странство. За сега, она што можем да го кажеме дека терминолошки тоа ќе биде дефинирано како оправдан, медицински оправдан третман, каде што под јасни услови и критериуми граѓаните ќе можат да добијат соодветна здравствена заштита која што ќе биде во странство, која што ќе биде покриена, односно натоварна Фондот за здравствено осигурување. По одобрување на тој текст од страна на стручниот колегиум на Народниот правобранител, истиот, за да им олесниме на институциите, ќе биде доставен до Фондот за здравствено осигурување и до Министерството за здравство. Да, немаме на линија или имаме? Се исклучил гледачот кој чекал. Сакав да му дадам збор пред да одиме на уште една жешка тема, деновиве, односно не деновиве. Можем да кажем, барем мојот впечаток е таков од редовните гостувања на представници на Народниот правобранител, темата за извршители како да не запира и покрај тоа што минатото лето, веќе, значи минатата 2024 во текот на летните месеци беа донесени повеќе закони кои ја регулираат работата на извршителите во однос на долгот за застарување на долгот и за висината на каматата. Како тоа се спроведува, чекам одговор по гледачот кој ќе го вклучиме во програма. Во програма сте, повелете. Ало? Да, ве слушаме. Добар ден. Добар ден, повелете. Вака може би сум... Се слушаме? Да, ве слушаме, повелете. Надвор од темата или сакам да го прашам гостинот нешто. Повелете. Проблем е со сопругот. На работно место беше повреден и на боледување. Боледувањето за 2 месеци му се прекина. Договор има направено за како денеска што се случува. Значи, например, секој работиме со договор. И за време на боледувањето он од фирмата е избркан и останува без боледување. Дали е тоа законски, имат право фирмата да го избрка и да остане на улица фактички? Ви благодарам на прашањето. Следува него боледување. Така, многу краток и прецизен одговор. Лице кое што е на боледување му мируваат сите права и обврски од работниот однос, односно не може да му биде прекинат работниот ангажман. Доколку станува збор особено за постојано вработување. Меѓутоа, ако станува збор за договор на дело, тогаш правата и обврските се малку поинаку регулирани, меѓутоа повторно би ја замолил господјата ако може во текот на денот да се слушнеме за да ми даде дополнителни информации. Јас ќе си дозволам да го повторам вашиот телефонски број кој го соопштивте на претходните гледачи, значи за гледачката која се јави во однос на можноста од прекршување на правата на незиниот сопруг кој бил повреден на работното место. Телефонски број за контакт со Јован Андоновски 075 402 545, иако го има и на нашиот екран веќе испишан. Одиме со следниот гледач или зборуваме, чекаме одговор од Андоновски, како се спроведуваат законите донесени пред речиси 1 година, нема се уште 1 година, меѓутоа скоро година дена, што на некој начин требаше да воведат ред кога станува збор за проблемите на релација граѓани и извршители и големиот број представки и жалби на граѓаните во однос на тие така го нарекуваат самоволието, меѓутоа извршителите си работат по закон и си го спроведуваат она што им е дозволено во однос на регулативата. Со добра намера, Народниот правобранител иницираше измени на Законот за извршување и Законот за облигациони односи за да може граѓаните да бидат покомотни во делот на регулирање на своите обврски. Тоа не значи дека граѓаните ќе бидат ослободени од обврските, затоа што од другата страна имаме исто така доверител кој што треба да чувствува правна сигурност. Се измени Законот за извршување и Законот за облигациони односи, меѓутоа се соочивме сите со проблем во неговата примена. Зошто? Затоа што се појавија неколку практични проблеми. Дел од извршителите ги прифатија законските измени, дел од извршителите не ги прифатија законските измени. Што тоа значи? Во делот на
висината на каматата, тие се спроведуваат, односно дека каматата не може да го надмине износот на основниот долг. Значи, ако некое лице долгува 10.000 денари, каматата не може да биде поголема од 10.000 денари, со тоа што вкупниот долг, ако не ги рачунаме наградата за извршителот и другите трошоци, не треба да надмине 20.000? Да. Значи, вкупниот долг ќе биде дупло од она што е. Значи, 20.000 денари, тука завршува, затоа што имавме случаи каде што, пример, за долг од 10.000, каматата одела до недоглед и таа можела да стигне до неколку стотици илјади денари. Она што е спорно е примената на одредбата за застарување. Тука некои извршители се повикуваат на законот, но некои вешто го избегнуваат. Значи, ова со каматата функционира како што треба? Делот со каматата функционира. Делот со застарувањето е проблематично. Може ли пред да го објасните делот за застарувањето да му дадеме збор на гледачот да не чека? Секако. Повелете во програма сте, кој се јавува? Може ли пред да го објасните делот за застарувањето? Ве молам, само стишите го телевизорот и кажете кусо за што се Добар работи. ден. Повелете. Молам, само стишите го телевизорот и кажете. Добар ден. Овака се, само што едно прашање чисто за извршителите. Што се случува, например, кога се праќа од извршител решение, а решението е пратено на непостоечка адреса од личната карта, која што ја има со години. Живее на таа адреса, а решението е пратено на сосема друга адреса. Дали си имате жалено, да, значи граѓанинот... Дали се рачуна дека решението може да важи, нели, после тие постапки, ако не го прими во суд, на табла, што ја знам. Или, што не е пратено на адресата на примачот на личната карта, тоа не треба да важи. Дали се имате жалено на конечното? Ова се случува по втор пат. Да, минатиот пат, значи, бе приморана да тужам и нормално судот одобри. А сега овој пат, пошто многу доцна разбрав дека уопште има извршение, значи и нотарот и извршителот повлекле паривите. Пропуштен е рокот за жалење? Пропуштено е се, затоа што решение не е добиено, а не е таа адреса. Така. За жал, правни механизми и инструменти во случајов немате многу на располагање, освен да поведете посебна граѓанска постапка, така, преку која што ќе се обидете да во граѓански суд во Скопје, ако се јавувате од Скопје, нели се разбира. Од Скопје, да. Да, меѓутоа најдобро за ова да се консултирате со стручно лице адвокат кој што ќе ви даде конкретни насоки врз основа на документацијата со која што се располага. Инаку чести проблеми, тоа е, мислам дека следно прашање кој што ќе треба да се таргетира во делот на законот за извршување. Сепак сме 21 век, тој начин на неуспешна достава, погрешна достава и така натаму е загрижувач. Значи, каматите се на некој начин ставени под контрола, проблематична е застарувањето на роковите и доставата на поканите. Да. Исто така многу проблематично прашање. Многу проблематично прашање, сепак, нели, како што кажав, денеска секој има мобилен телефон, имейл адреса, присутен на социјални мрежи. И имаме една неефикасна пошта за жал како јавно предпријатие. За жал, така е. И меѓутоа дури се сомневам и во честноста и искреноста на работењето и на приватните поштодоставувачи, кои што многу често се користат како даватели на услуги во работењето на извршителите и на нотарите и на некои приватни компании. Затоа што многу често се случува да имаме такви погрешни достави, неможност да се најде лицето со години, па одеднаш после тоа кога треба да се наплати, успешно го наоѓаат и така натаму. По однос на Сакав да кажам, да прашам како, на кој начин извршителите успеваат да ја заобиколат таа законска обврска за да се почитува одредбата од законот за застарување на рокот. Меѓутоа, ајде повторно да не чека гледачот да му дадеме предност. Повелете во програма сте. Ало, добар ден. Ве слушаме, кажете. Ве молам, ако може едно прашање до гостинот. Имам дадено на извршител еден клиент кој што ми должи пари, ама веќе времето изминува, некаде околу 5 години веќе се сторија. А тој не е во работен однос. Како јас можам парите да си ги повратам? Дали поседува имот на негово лице? На негово име? Не знам дали поседува на негово име. Јас знам дека тоа се работи за женска особа, а мажот е во работен однос. Ке си дозволам да се вмешам. Јас знам дека извршителот има право, располага со опција да
да влезе во евиденција на катастар за недвижности и во некои други, каде што ние како обични граѓани немаме увид, за да направи увид со каков имот располага должникот. Значи, доколку нема прилив средства, точно, токму така, може да се изврши врз имот, кој што е во собственост на тоа лице. Да. Така да, она што нели би ви препорачал е да појдете кај извршителот кој што го води вашиот предмет, да поразговарате, да се види дали лицето има, дали се проверени сите извори на приход и дали располага со имот. Доколку има, доколку нема и други извршители кои што чекаат на ред за побарување, нели да се впише во редот на побарување. Па тој има веројатно бајги извршители има кај него. Јас не знам како може да ги повратиме парите. Извршителот кој вие го имате ангажирано може да ви каже со каков имот располага должникот. Предпоставувам тоа е првиот чекор што треба да го направите. Понатаму после ако има имот, тогаш значи треба да се евидентира вашето побарување на неговиот имот и да се пристапи кон реализација на извршната исправа. Добро, благодарам. Молам. На кој начин извршителите ја заобикулуваат законската обврска за застарување на долгот? Видете, не располагам со цврст доказ кој што би можел да го докаже истото, меѓутоа врз основа на некои информации или полуинформации да ги наречам, повторно е една идеја, можеби совет до медиумите да се позанимаваат со прашањето кои се основачи на давателите на услуги во поштенскиот сообраќај. Се шпекулира со тоа дека доста извршители нотари се јавуваат како основачи или скриени основачи на овие фирми. При тоа дека при доставата намерно се вршат таквите манипулации за да не се дојде до вистинската адреса за да може да се пристапи со извршување. Во меѓувреме, нели, каматите растат. Тоа е она што доброто, да кажем, придобивката од тие измени на законот за ограничување на каматата. Ограничување на каматата ограничена, зошто би се чекало? Зошто би се играло со факторот време? Затоа што доскоро немаше временска рамка, ограничување и немаше ограничување на висината на каматата и неретко се случувало на пример за толку 1000 евра да достигне до над 30.000 евра. Меѓутоа тоа веќе не функционира. Тоа веќе не функционира. Зошто тогаш извршители и нотари би имале интерес да се вклучуваат во бизнисот со доста? Затоа што видете за подпазарна вредност се стекнувате со имот кој што после тоа оди на продажба. Знаете какви се законските прописи, доколку се пријави, доколку се огласи имот за продажба и првата продажба е неуспешна, вредноста на имотот на вториот повик се намалува за 30%. Доколку и вториот повик е неуспешен, се намалува за дополнителни проценти. Тоа значи дека вие, односно лица на пазарот, кои што се занимаваат исклучиво со овие прашања, кои што следат само успешни, односно неуспешни лицитации и купуваат обезвреднет имот за подпазарни цени. Добро, меѓутоа рековте и сами се оградивте од ова, рековте дека е на некој начин полуинформација, односно шпекулација на одреден начин, бидејќи немате докази. Информации добиени од граѓаните кои што се паталци во ваквите случаи. Добро, меѓутоа како институција јавен правобранител, какво е вашето видување и објаснување на кој начин не се почитува законот во делот на застарување на рокот? Значи, каков е одговорот од таа страна? Кој е надлежен за да се спроведе законот и зошто не се спроведе? Така, нашиот став е дека извршителите се оние кои што се задолжени да го спроведат законот. Извршителите сметаат дека без да добијат судска одлука, решение со кој што ќе се стопира извршувањето заради застареност, тие не можат да постапат. Податаму, од страна на Комората за извршители беше наведена причината непостоење на образец за да се изврши таквото дејство. Народниот правобранител во својата изјава за медиумите минатата недела многу убаво го објасни овој момент. При тоа, на одржан состанок со Комората на извршителите, Комората за извршители тврдеше дека побарала од Министерството за правда да го пропише тој образец на барање на народниот правобранител, да се достави писмената барање доставено до Министерството за правда, таквото барање, таквиот документ од страна на Комората на извршители воопшто никогаш не било доставена. Во меѓувреме имаме и уште една друга правна апсурдна ситуација, а тоа е што е за предмети за застарување. Одредени судови носат одлука за застареност, а други судови не носат таква одлука. И при тоа треба да се позанимава и судскиот совет и председателите на судовите со ова прашање, заради тоа што различниот начин
на одлучување за прашања од иста природа доведува до правна несигурност. Добро, за жал ни изминува времето предвидено за овој дел од утринската програма за нашата емисија. На крај само кусок ќе ве прашам со оглед на јавувањето и од делот на потрошувачките права се јави една гледачка заебана во однос на одмрзнувањето на одлуката за замрзнати цени, голем број поскапувања по маркетите, додека не се донесе и тој еден закон за кој многумина смета дека избрзана одлуката за дека многу маркети можат да ја злоупотребат оваа ситуација. Имате ли такви поплаки денови? Немаме, затоа што Народниот правобранител нема надлежност да постапува кон приватните субјектите, правни субјекти во приватна собственост. Поносењето на законот за нефер трговски практики ќе видиме, значи, дали ќе имаме можност да се вклучиме во примената на тој закон. Тука има пазарниот инспекторат, одредени делумни, да кажам, ограничени надежности, но и Комисијата за заштита од монопол. Па добро, и Евана е приватна компанија која испорачува услуги. Но е давател на јавни услуги. Да. Давателите на јавни услуги спаѓаат во редот на оние меѓутоа, со нов закон може и вие да стекнете право како народен правобранител за да добиете одредена надлежност и кога станува збор за... Може би со некои понатамошни измени на закони, на законот за народен правобранител. За жал во моментов народниот правобранител не располага со административни и финансиски капацитети да пружа такви услуги кои што ќе се однесуваат на правните субјекти во приватна собственост. На крај едно прашање ќе си дозволам. Минатата година беше актуелен и протестот на вработените во институцијата омбудсман, јавен народен правобранител. Барањето беше поголеми плати? Успеавте да си ги зголемите плати? Не, се уште не, но сум оптимист дека ќе се случи тоа. Законот за народен правобранител, односно измените со кои што треба да се добие административна и финансиска независност се во собраниска процедура, токму денеска треба да се најде на седница на собранието. Во прво читање се надевам дека, имајќи ги предвид и исказите на пратениците во Македонското собрание, дека ќе ги поддржат овие измени, дека без проблем ќе помине во скоро време. Добро, за сите оние што не успеа да се вклучат во програма, а имаа прашање за Јован Андоновски, заменик народниот правобранител, уште еднаш ќе го повторам неговиот телефон 075 402 545. Јован Андоновски достапен по емисијата за сите ваши јавувања. Андоновски, ви благодарам многу за гостувањето во утринската и за сите одговори на прашањата на гледачите. Задоволството е моје.